Сите предуслови за иста, а веројатно и намалена цена на струјата се направени, потврди денес вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битики. Сите предуслови кои што треба да се исполнат за да останат цените на исто ниво, па можеби и дури очекувањето да бидат помали се направени. Сите претходни услови кои што беа креирани за да се зголемат цените сега ги нема. Електричната енергија не е на цената на која што беше, цената на суровини е намалена на светските берзи. Тоа значи дека и тие кои што произведуваат, но и кои што тргуваат имаат услови реално да ги задржат намалените цени, како што беа замрзнатите цени, дури и да одат надолу. Од ова состојбата на пазарот со енергија е доволно стабилизирана за бизнисот да не очекува големи осцилации и независност, порача Битики. Ние имавме состанок минатата недела во Стопанска комора. Убедувањето е дека нема да има големи осцилации, тоест наплив на зголемување на цени, но сме спремни будно да го следиме ако евентуално тоа се случи, како и претходно да реагираме, но мислам дека нема услови за тоа. Законските услови и трендот искористување на природните ресурси нагло го зголемил интересот кај граѓаните за поставување на кровни фотоволтаици, изнесе задоволно Битики. Секојдневно и од домаќинствата расте интересот на домаќинствата за приклучување. Таму не треба да се грижат граѓаните затоа што ЕВН секако потпишува договор со секој едно физичко лице, домаќинство за преземање на електричната енергија. И таму нема вишок или мањак, затоа што во суштина на крај имате двонасочно бројило. Вие ја произведувате, ја користите таа електрична енергија, на крај на месецот ако имате вишок на електрична енергија која што се ја произвели, а не се ја потрошиле, ЕВН таа ќе ја плати по одредена дефинирана цена. Земјата според Битики енергетски брзо се трансформира, па во текот на само една година поставени се фотоволтаици за над 200 мегавати електрична енергија.